Уште тројца граѓани со вирусно воспаление на мозокот се хоспитализирани на инфективната клиника, со што бројот на потврдени и суспектни на тешка форма на заразата Западен Нил, кој кај луѓето го пренесуваат комарците, се искачи на 16. Од нив, тројцата скопјани кои во последниве денови беа ставени на респиратор, се уште се во критична состојба, а за сега кај нив нема ни подобрување, ни влошување, потврдува директорот на инфективната клиника, доктор Фадил Цана. Последниве 24 часа, значи последното деноноќе, на клиниката за инфективни болести се хоспитализирани уште тројца пациенти, кај кои е потврдено дека се работи за вирусно заболување, т.е. воспаление на мозокот и мозочните обвивки. Сите тројца пациенти се на возраст 6, 4, 6, 9 и 83 години, а сите се со придружни болести. Ниту еден од 6 ново хоспитализирани во последните 2 дена не патувал надвор од земјата, што доколку се потврди западно-нилска треска кај нив, значи дека се заразени од убот од комарец дома, односно би спаѓале во категоријата автохтони случаи кои во најголем дел периодов беа лоцирани во Драчево, каде се спроведе и дезинсекција. Според епидемиолозите, освен лица кои имаат над 60 години, во така наречените ризични групи спаѓаат и најмалите, особено доенчињата и децата до 3 години, па затоа апелот до повозрасните и родителите е заштита од убоди со користење на мрежи во домовите и различни средства против комарци. Децата по природа на работите имаат силен имунолошки систем и не спаѓаат во ризични групи, освен најмалите возрасти. За нив би требало да се погрижат родителите да постават комарници, мрежи, да користат еколошки препарати за одбивање на комарците, репеленти и едноставно тоа е единствено што може да се направи. Експертите од областа очекуваат да има зголемување на изолираните случаи со потешка форма на болеста, а во меѓувреме надлежните тврдат дека ја следат состојбата и вршат дезинсекција на ризичните места. Од сите заразени, само 1% можат да имаат тешка форма, 20% лесни симптоми, а останатите можат да ја носат заразата со себе, а да не знаат, но од човек на човек не се пренесува.